Štip treba da privatizira zemljište pod blizu 15.000 objekti. Približno толку барања граѓани и фирми поднеле до управата за имотно-правни работи. Конкретно во одделение беа поднесени 14.901 барање за приватизација, од кои што околу 6.000 барања се проследени на постапување во други одделенија на управата, соседни градови на Štip. Така што во овој момент остануваат за работа уште околу 2900 предмети во ова одделение кои што се комплетираат со потребната документација. Секој од барањата се со посебна големина и намена на објектот. Легализирам тераса. Тераса легализирам, уствари земјиштето под стано и треба да добијам правосилно, да го уплатам. Тоа е се. Во зависност од големината, зависи и надоместокот што граѓаните ќе го плаќаат за приватизација. Оние пак кои барање не поднеле, ќе бидат кираџии на државата. За сите оние кои што не поднесоа барање, законот предвидува воспоставување на закупнина, кое што ќе биде утврдена, цената на закупнината ќе биде утврдена со соодветна уредба на кое што Министерството за финансии ќе предложи во наредниот период, а владата ќе треба да ја усвои. Меѓутоа, по воспоставување на закупнина ќе биде предвидена можност на дополнителна приватизација после воспоставен закуп. За овие работи, меѓу другото, се дискутираше денес во Štip на отворените денови со директорот на управата за имотно-правни работи.